Струмичката градежна компанија Жикол ќе го гради новиот кружен тек во Куманово, во близина на Митев мост, односно на крстосницата помеѓу булеварите Октомвриска револуција и Трета Македонска, соопштија денеска надлежните од секторот за комунални дејности во општина Куманово. Изградбата на вториот кружен тек во градот ќе чини 35,8 милиони денари, односно повеќе од 580.000 евра. Тендерската постапка за овој кружен тек е завршена пред повеќе од 9 месеци. Чекаме долг временски период на сообраќајна согласност од ресорното министерство, тоа е СВР Куманово. Знаете и сами дека овој случај беше политизиран во време на изборите. Конечно се надмина и тоа, добивме согласност. Фирмата изведуваче Жикол веќе врши подготвителни работи за имплементација на овој проект поради временските услови, бидејќи навлегуваме во зимскиот период на годината, каде што согласно законот и одлуката на Советот не се дозволени прекопи на јавни проветни површини, освен ако не се работи за итни интервенции, санации на одредени дефекти. Ја одлагаме имплементацијата на овој проект веднаш по завршување на зимската сезона во месец март. Димитриевски најави уште еден кружен тек во градот, проект кој што е влезен во програмата на општината за годинава, но се уште се чека согласност од ЕВН. Станува збор за локацијата Серава, односно крстосницата помеѓу улиците Гоце Делчев, Бајрам Шабани и булеварот Трета Македонска. На следната седница на Советот ќе ја разгледуваме годишната програма за работа и буџетот за 2022 година и ќе предложиме дополнителни вакви проекти во делот на решавање на сообраќајот во градот, рече Димитриевски. За изградбата на првиот кружен тек на влезот во Куманово, општината одвои околу 20 милиони денари.